Добар ден, драги браќи и сестри, ви посакувам добар ден и убав и благословен ден од Господ Бог, нашиот небесен татко, во името на Господ Исус. Во почетокот јас сакам да се молам за водство од Светиот Дух, за оваа порака која тој ни ја даде денес, да ја прифатиме и да ја приложиме во нашите срца. Еве јас се молам. Господи, татко наш небесен, ти благодарам што си милостив и добар, што си полн со љубов, си го жртва најмилото, единствениот, единородниот Син, Господ Исус Христос го жртва и за нас. И ти благодарам за таа Твоја толку голема љубов. Господи, кај ќе ни беше крајот, ако не дојдеше Господ Исус? Бидејќи Твојот закон е вечен и непроменлив, без пролевање на крв, нема проштевање на гревовите. И ете, крвта на Твоја, Господе Исусе, беше пролејана на Голготскиот крст и за мене, и за секој кој доаѓа со доверба кај Тебе. Нека е благословено името Твое, Свети Дух Божи, излеј се над секој од нас. И благослови оваа порака, да приложиме во нашите срца и да живееме според неа, да живееме според Твојата волја, извршувајќи ја Твојата волја. Во името на Господ Исус тоа го барам. Амин. Пред некоја време, драги браќи и сестри, кај мене беше на посета еден пастор од Скопје и разговаравме со него за кризната ситуација, за таа кризна ситуација. Тој ми кажа дека ова време е време на само испитување. Дали не сме скренале, застраниле од Божиот пат? Драги браќи и сестри, јас сум сигурен дека сите луѓе на некој начин се загрижени за тоа што се случува за оваа ситуација. И јас кога се молам, често пати велам, Господи, ќе има ли крај оваа ситуација? Бидејќи ова ни прави проблеми. Но пак од друга страна, јас сега сакам сите нас да си го поставиме прашањето, ја вршиме ли волјата Божја? Дали нашиот живот е во склад со Божјата волја? Всушност, да му се угоди на Господ Бог е можно само ако ја извршуваме волјата Негова. Еве денес Светиот Дух сака да не поучи, ставајќи пред нас еден Божји човек, кој што му угоди на Господ Бог. Така ни пишува Светата Библија. Човек кој што ја сакаше праведноста. Ќе читаме од прва книга Мојсејова или Битие 5 глава 18 до 24. Јаред пак поживеа 162 години и го роди Енох, а откако го роди Енох, Јаред живееше уште 800 години, раѓајќи синови и ќерки. Сите денови пак од животот на Јаред изнесуваат 962 години и умре. Енох, откако поживеа 65 години, го роди Метушелах или Матусал. А по раѓањето на Метушелах, Енох живееше според волјата Божја 300 години, раѓајќи синови и ќерки. А сите денови на Енох изнесуваат 365 години. И Енох, живејќи според волјата Божја, исчезна, бидејќи Бог го зеде. Толку од Словото Божје. Драги браќи и сестри, во овие неколку реченици пред нас се ставени двајца најчудни луѓе во Библијата. Енох и неговиот син Метушелах. Едниот е чуден за нас, затоа што Енох беше вознесен, и пишува Библијата, без да види смрт. Не ја вкуси горчината на смртта. А другиот човек, Метушелах или Матусал, што живееше 969 години. Тој всушност го има Гинисовиот рекорд, човек кој што најмногу живеал на оваа земја. Еве денес Светиот Дух сака да не поучи со овие двајца луѓе, но најповеќе со Енох. Да појасниме, бидејќи многу луѓе ќе кажат, како е можно некој да живее 969 години? Ова време е време пред потопот, кога дождови и снегови не паѓаа. Немаше ни дождови ни снегови на земјата, но земјата се напојуваше од утринската роса.
како земјата беше како стаклена бавча. И затоа на оваа земја немаше ни вируси, ни бактерии, нити микроорганизми кои го масакрират нашиот организам. И не е чудо што толку долго живеа. И тоа е така, но многу читатели од Библијата не знаат повеќе од тоа. Да погледнеме што Библијата ни вели за Енох. Ако детално го проучиме животот на тој Божи човек Енох, ќе бидеме благословени и ќе имаме што да научиме, како да живееме според волјата Божја. Да, браќи и сестри, Енох живееше по волјата Божја. Божјата волја е секогаш света и праведна. А ако ја вршиме Божјата волја, ќе благоуспеваме во се што ќе работиме. Но како можеше Енох да живее според Божјата волја? Тој можеше да живее по Божјата волја единствено ако го любеше Господ Бог. Но тоа значи ништо друго во животот да не ни е поважно од Господ Бог. Всушност, измеѓу нас и Господ Бог да не стои било што друго, на приоритет да биде секогаш нашиот Спасител и Господ. Знаете, браќи и сестри, зборувам за верните луѓе, оние кои што го прифатиле Исус за Спасител. Често пати парите или алчноста им е поважна отколку довербата во Господ Исус. Значи, измеѓу Исус и нив ги стават парите. Некои измеѓу Исус и него го стават бизнисот, куќата, имотот, фамилијата и друго. И јас сакам да ви кажам дека сето тоа ќе пропадне, бидејќи ќе изгори, ќе остане само како голи да се спасиме, како што вели апостол Петар во неговото послание. И тие ќе се спасат, но како преку оган. Тоа е законот на животот, да го любиме Господ Бог повеќе од се. Знаете, ние често пати ја пееме песната "Те любам, Исусе, повеќе од се на овој свет". Но дали навистина го сакаме Исус повеќе од се на овој свет? Може ли жена во исто време да сака двајца мажи? Со иста љубов не би можела, бидејќи или едниот ќе го замрази, а другиот повеќе ќе го засака и обратно. Па така и Енох не можеше да живее според волјата Божја и според волјата на сотоната. Или по Божјата волја, која е света и праведна, или по волјата на овој свет можеме да живееме. Но веднаш да ви кажам дека Енох не живееше уште од раѓањето по Божјата волја. Тоа ни го кажува 21 стих. Еве го читаме. Енох, откако поживеа 65 години, го роди Матусал. Тоа е многу важно да го знаеме дека Енох преди да му се роди Матусал, или поточно до неговата 65 година, не живеел по волјата Божја. А секој кој не живее по волјата Божја, тој само животари, чека ден да пројде, друг да дојде. Но кога му се роди Матусал или Метушелах, во неговиот живот настана голема промена. Не заборавете, браќи и сестри, тек тогаш Енох почна да живее според волјата Божја. Еве 22 стих ќе прочитаме. А по раѓањето на Метушелах, Енох живееше според волјата Божја 300 години, раѓајќи синови и ќерки. Навистина многу чудно гледате, браќи и сестри. Енох, од кога почна да живее по волјата Божја, тој не отиде во некој храм, во некој манастир, во Света гора, во самостан или во некоја пустиња, па да биде испосник, како што прават некои. Но тој остана во својот дом. И пак му се родија синови и ќерки. Сега да видиме, важно е тоа за нас, какво беше времето во кое живееше Енох. Браќи и сестри, тоа време беше време на големо безбожие, на беззаконие, атеизам. Луѓето беа многу морално расипани. Кривото го нарекува право, а правото криво. Па не е чудо и денешниот свет личи многу на предпотопниот свет, бидејќи така ни вели Исус, како што беше во Ноевото време, така ќе биде и при скончанието или при свршетокот на векот.
Големиот Божи суд на тој свет Енох го гледаше со неговите духовни очи. И еве што пишува апостол Јуда во неговото послание. Тоа е во првата глава, 14 и 15 стих. Еве што пишува. А за овие пророкуваше и Енох, седмиот од Адам, зборувајќи: ете доаѓа Јахве, Господ Бог, со илјадници своји свети ангели, за да изврши суд над сите и за да ги разобличи сите безбожници, за сите нивни нечисти дела што ги беа направиле со своето беззаконие и за сите лоши зборови што ги изрекле за него безбожните грешници. А истото го вели и во Битие 6 глава, 5 и 6 стих. И Господ Бог виде дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време и се покаја Господ што го беше создал човекот на земјата, па се натажи во срцето свое. А ете, Енох живее по волјата Божја. Денес многу христијани се правдат дека тогаш тоа беа добри, стари времиња, кога лесно беше да се верува во Бога и да се извршува волјата Негова. А денес велат во тој век на техника, електроника, кога луѓето се зависни од се и се што и од секого, поинеко и не може да се живее. Но во првото послание на Јован, 2 глава, 16 до 17 стих вели: зошто се што е во светот, похотата на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. А светот е миллив и похотите негови, а оној што извршува волјата Божја останува до века. Драги браќи и сестри, нашето време сега во кое што живееме е многу слично на времето кога живееше Енох. Но да се угледаме на Енох, сигурно ќе се прашаме како можеше Енох да живее по Божјата волја во таков покварен свет. Во што е тајната? Најнапред да ви кажам и тоа дека денеска царуват лагите, интригите, измамите, нечестијата. Кривото го прават право, а правото криво. А во изреки Соломонови тоа е многу јасно кажано дека Господ Бог ги мрази тие работи, кога правдата ја прават крива, а кривото право го прават. И тоа е мерзост пред Господ, гнасота пред Господ. И ако е гнасота, Господ ќе го отфрли. И па нашето време многу личи на ова тогаш, во кое што живееше Енох. Но во што е тајната што Енох можеше да живее според волјата Божја? Во Новиот Завет е многу јасно запишано: а Божјата волја е да го познаат луѓето Бога и Неговиот единороден син Исус Христос, Спасителот на светот. Ова е основно, браќи и сестри. Не може да појдеме од никаде друго место, освен од тоа, дека Божјата волја е да го познаат луѓето Бога и Неговиот единороден син Исус Христос, Спасителот на светот. А откако ќе го запознаат и откако ќе поверуваат во Бога, тогаш треба да имат духовен растеж, да пораснат во повеќе сегменти од животот. Но во што е тајната што Енох живееше според волјата Божја? Во Амос, пророк Амос, 3 глава, 3 стих, ни пишува: можат ли двајца да одат заедно ако не се состанат? Така да Енох се состанал со Бога. Енох беше се измирил со Бог и затоа неговиот живот беше од тој момент нов живот, живот угоден на Бога. Знаете, браќи и сестри, многу луѓе почнуваат нов живот со своји сили. И, например, човек пијаница или коцкар, кога се ќе изгуби или ќе испие и кога не му останува друго, тој се заколнува пред својата жена и вели: од сега натаму почнувам нов живот. Нема коцка, нема пијанчење. Во почетокот навидом се изгледа така добро, но тоа е се до оној момент, додека не му препукне филмот и додека пак не се врати на алкохолот и на коцката. И тогаш втората состојба е полоша од првата. Драги браќи и сестри, така бидува со секој човек кој почнува нов живот, но без Бога.
A gledajte kako je poineku so Enoh. Posle 65. godina, to je trgna po voljata Božja. I ne se vrati veke na stari od život. Koga se rodi Enoh, kako i sekoj drug Adamov potomak, možeše da se kaže slobodno, ewe ušte jedan grešnik dojde na ovaj svet. Pa v sušnosti site nije se rađeni kako grešnici, nasleden gref. No ovo Jevrejite, 11. glava, 5. stih, čitame, a Enoh dobi svedoštvo deka mu ugodil na Boga. So ta rečenica ne završува, tekstот но продолжува во следниот текст. Во следниот стих, а без вера не е возможно да му се угоди на Бога. Енох имаше целосна доверба во Бог. Тој веруваше во она што Господ му го кажал. Енох тоа го веруваше и затоа тој побара прибежиште кај Господ Бог. Што ќе речеме за нас, браќи и сестри? Одеме ли по волјата Божја? Да. Енох не бил проповедник кој проповедал на луѓето, а го занемарувал својот дом. Така ни вели Словото Божје. Во 22 стих вели, а по раѓањето на Метушелах, Енох живееше според волјата Божја 300 години, раѓајќи синови и ќерки. Гледате ли, браќи и сестри, од овој стих можеме да видиме дека ако човек живее по волјата Божја, тој е добар татко или добра мајка, а не треба да изостане од нормалниот живот. Христијанството не е да не се жени човек или да не јаде ова или она, но христијанството е живот по Божјата волја. Да се живее во друштвото на безбожниците, а сепак да се зборува против гревот и да се чува светот од морална корупција. Многу женети денеска велат, да не се оженев, ќе може да се посветам повеќе на служењето на Бога, да ќе му служев со поголема усрдност, поефективно. А како е сега тоа можно, кога жената и децата те изнервират, и тогаш не е можно ефективно да му служиш на Господ. Но тоа се само изговори, бидејќи Бог не бара од нас ова што ние не можеме да го правиме. Еве пред нас Господ стави пред нашите очи човек кој 300 години живееше во јавноста, по волјата Божја, живееше Енох кој имаше своја фамилија, имаше дом, пол со синови и ќерки. Да се живее 300 години по волјата Божја, тоа значи дека секој ден доаѓал се поблизу и поблизу до Бога. Христијанин е оној кој секој ден ја сака заедницата со Бога. Но ајде да прочитаме во посланието на Јуда, 1 глава, 14 и 15 стих. Еве што вели Светото писмо. А за овие пророкуваше и Енох, 7-миот од Адам, зборувајќи: ете доаѓа Господ со илјадници своји свети ангели, за да изврши суд над сите и за да ги разобличи сите безбожници за сите нивни нечисти дела што ги беа направили со своето беззаконие и за сите лоши зборови што ги изрекле за него безбожните грешници. Ние често пати прашуваме како да им сведочиме на луѓето, дали да им кажеме, да докажеме научно дека сепак овој свет да се создаде мора да има создател. Но еве, Енох не се трудеше научно да докаже, туку тој им кажа одма за судот Божи. Па може и овој пристап да го прифатиме кога сведочиме на луѓето. Но како и од каде Енох знаеше дека Господ ќе дојде. Он проповедаше, како што гледаме во посланието на апостол Јуда, дека Господ ќе дојде и ќе го осуди овој свет. Знаете, Господ Бог пред да го уништи Содом и исто така пред да го уништи и Гомор, еве што кажа во Битие 18:17. А Господ Бог рече: ќе крием ли од Аврам што сакам да направам? И така читаме и во книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих, вели: зошто Господ Бог не прави ништо, додека не ја открие тајната своја на своите слуги, пророците. И еве Енох всушност и пророкуваше
бидејќи така ни вели посланието на Јуда. Енох беше пророк кој живееше по волјата Божја и Бог му ја откри тајната за судот Божи. А Енох, живејќи според волјата Божја, ни вели Библијата, исчезна, бидејќи Бог го зеде. Всушност, Енох беше вознесен. Тој не ја вкуси горчината на смртта. Тој жив беше пренесен кај Господ. И тој е таму, во непрекидна заедница со Бога. Гробот на Енох не постои на оваа земја, бидејќи тој жив отиде кај Господ. Тој не ја вкуси горчината на смртта. Еве, пак ќе прочитаме Евреите 11 глава 5 стих, вели преку вера Енох беше преселен да не види смрт и не се најде, бидејќи Бог го пресели. Зашто пред преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Преку вера во што? Вера во Божето Слово. И прочитавме, вели, и не се најде веќе. Драги браќи и сестри, сигурно луѓето кои што се подбивале, се го понижувале Енох, сега им недостасуваше. Сигурно го барале, вели, и не се најде веќе. Сигурно го барале тие. Бе, каде е овој човек што тука проповедаше за некој суд Божи, му се подсмева, но не го најдоа веќе. Да. Драги браќи и сестри, на крајот би сакал само сега да видиме каков ефект има Енох на сите нас. Што треба да научиме од оваа порака? Бидејќи Енох живееше по волјата Божја, треба и ние да се молиме Господ Бог да ни дава сила, да ни помогне да живееме по неговата волја. А во посланието до евреите читавме дека со вера Енох беше преселен за да не види смрт. Таа вера да биде всадена во нас. И ќе бидеме многу благословени. Благословени со вечен живот, но благословени и за овој живот. Во се што ќе работиме, вели еден од псалмите, ќе благо успеваме. Тоа значи ќе ни оди од рака. Откако со вера го прифатихме Господ Исус, ние не смееме да останеме со тој раст, но треба да почнеме да растеме. Да растеме во познавањето на Бога, во проучувањето на Светото Писмо, да растеме во љубовта кон Бог, во довербата кон Бог, да растеме во љубовта кон непријателите, да растеме во опростувањето, да растеме во понизноста, да растеме во трпеливоста, да растеме во послушноста, да растеме и во милосрдност и така натаму. Во сите сегменти од животот мора да има промена кај нас. Господ Бог изобилно да не благослови сите нас и да живееме според волјата Божја. Амин.